Граѓаните на Кочани сериозно ја сватија заканата од опасниот вирус и поголем дел ги почитуваат мерките на владата. Дека го почитуваат и воведувањето на полицискиот час се покажа во вечерните часови, кога екипа на Канал 8 направи обиколка по кочанските улици и освен полициски возила кои минуваа со ротирачко светло, други лица ниту пешки, ниту со возила не можеше да се види. Канал 8 телевизија на терен за време на полицискиот час. Можеме да кажеме дека граѓаните на Кочани генерално ја почитуваат забраната за движење од 21 часот до 6 часот наутро, откако од недела вечер стапи на сила одлуката на владата за воведување полициски час. Еве можеме да забележиме дека нема движење на граѓаните по кочанските улици, освен полициските службеници со своите возила, а само да споменам дека градоначалникот Илиев повторно повика на најстрого почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Со извадена посебна дозвола можеше да се забележи само такси возила кои вршеа превоз до болница или дежурна аптека, како што е предвидено согласно забраната. Полициските службеници не беа стационирани на едно или повеќе места, туку се движеа низ улиците во и околу градот. При тоа, од полициската станица информираа дека за време на втората вечер од воведување на забраната за движење, полицискиот час не го испочитувале 12 лица, против кои ќе биде поднесена кривична пријава, а полициските службеници констатирале и движење на 2 малолетни лица, кои во случајот ќе поминат само со опомена. Инаку со одлука на владата донесени се нови мерки за ограничено движење на граѓаните. Се донесе одлука за забрана за движење, значи на лицата што се постари од 67 години, тие ќе можат да се движат од 5 наутро до 11 часот. До 11 часот? До 11. Значи забраната за движење ќе биде од 11 часот до 5 наредниот ден до 5 наутро. А ова е прецез за заштита на здравието, бидејќи ова е најосетлива група на евентуални пациенти кои што можат да бидат и со потешки последици. А втората група на младите до 18 години, тие ќе можат да се движат од 12 на пладне до 21 часот. Значи тие нема да можат да се движат од 21 па се до 12 на пладне. Спасовски не исклучува и дополнителни рестриктивни мерки зависно од тоа какви ќе бидат проценките за развојот на настаните и колку граѓаните ќе бидат дисциплинирани во преминувањето на досега донесените. Апелира до сите да ги почитуваат воведените мерки и да останат дома, со цел да се запре ширењето на коронавирусот. Сите заклучоци на владата во функција на преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење на воредната состојба во земјава.